природни науки за четврто деление. А материјалот го подготви оделенскиот наставник Жаклина Милошевска. Денес ќе научиме за улогата на лековите. Ако сте подготвени, можеме да почнеме заедно. Дали некогаш си бил болен и си ги имал овие симптоми? Кашлица, покачена температура, булка на главата, печење на нос. Најголеми предизвикувачи на болести се вируси и бактерии. Личната хигиена може многу да придонесе за заштита од нив, но покрај личната хигиена во дадени случаеви потребно е да се користат и лекарства. Која е улогата во земањето на лекарства? За да се избориме со болеста, потребно е да примаме лекови. Некои лекарства помагаат да оздравиме, кои да ни ги ублажат симптомите на болката. Лековите се земаат кога сме болни за да оздравиме, бидејќи тие му помагаат на нашиот организам да оздрави. Некогаш сте се запрашале ли што е тоа лек? Лек представува производ за кој по научен пат и постапка е утврдено дека се дава на луѓе или животни во одредена количина. Некои лекарства може да помогнат во ублажување на симптоми. Например, имаме лекарства против кашлање, додека некои може да помогнат во лекување болести, например, антибиотици и алергии наречени антихистамини. Кога сме настинати и кашламе, може да земате лекарства за искашлување. Лекарствата за искашлување ги користиме за да оздравиме. Наместо лекарство, понекогаш можеме да си помогнеме и по природен пат со земање на мед и лимон во чај. Постојат различни лекарства за настинка кои ни помагаат да оздравиме. Например, може да имаме воспаление на грлото, воспаление на увото или воспаление на градите. Ако некој има бактериска инфекција, треба да се зема антибиотик. Антибиотиците ги убиваат бактериите кои се причинители на болеста. Многу е важно да се испие доволно количество антибиотик за да бидеме сигурни дека бактеријата е целосно уништена. Некои луѓе имаат и алергија, која што е алергија и тоа на
домашни миленици, полен и прав, убот од комарец, кожни алергии. За сите овие проблеми потребно е да се примаат лекови. Лековите може да помогнат во ублажување на симптомите и тоа: болка, кашлица, температура, прехлада, кивање и друго. Подготовката на лекот зависи од тоа дали лекот треба да делува на местото на примена или на целиот организам. Лекот може да се прима преку таблети, инекција, инхалација. Каде може да ги подигнеме лекарствата? Лекарствата или лековите може да се подигнат во аптека. Лекарствата потребно е да се чуваат на безбедно место, да земаат само лекарства што им се препишани од лекар, јасно да бидат означено лекарство. Иако лекарствата се безбедни за користење, многу е важно внимателно да се следат советите на докторот за издаденото лекарство и да се следи упатството за користење на лекарството купено со рецепт. Што содржи упатството за употреба на лекот? Што представува лекот и за што се употребува? Што да се знае пред употреба? Како да се употребува лекот? Несакани дејства, чување на лекот. За да се подигне лекот од аптека, потребно е да се има рецепта кој ја издава доктор. Но што може да има на една рецепта? На една рецепта потребно е да се внесат одредени податоци за да со истата може да се подигне лекот од аптека. Тука се внесени име и презиме на болниот, адреса на живење, матичен број, шифра на лекот, облик на лекот, дали е тоа таблета или сируп, употреба на лекот, потпис на лекарот кој го издава. Хајде да повториме што сме научиле. Кога сме болни, земаме лекарства. Лекарствата ги ублажуваат болките и ни помагаат да се чувствуваме подобро. Еден вид лекарство е и антибиотик. Антибиотиците се употребуваат за лечење болести предизвикани од бактерии. Многу е важно лекарствата да се употребуваат правилно и затоа треба да се чита упатството. Понекогаш не е потребно да се земаат лекарства, бидејќи можеме да оздравиме и без нив. За домашна работа земете
ефективно упатство од лекарство и одговорете на следните прашања. Кои болести е наменето? Во колкава количина треба да се зема? Колку често треба да се зема? Дали постојат некакви мерки на предпазливост во врска со лекарството?